чуете што се случува во Вардар, што направи минатата година Вардар, што се плановите за идната година, а и ќе ви го представам новиот тренер на Вардар. Ќе се обидам да бидам пократок во излагањето, за да можете после да поставувате прашања. Вардар минатата година, на жалост, го освои само купот. Во Евролига за длака, за многу малку не се пласиравме во наредниот круг, иако се гордеам што го победивме Мелсун Ироуде, кој играше на Final Four и кој до крај беше утрка за прво место во најака лига во Европа, Бундеслига. Првенство ни промакна и со тоа воопште не сум задоволен и многу сум разочаран. После тој надпревар со Пелистер не сакам нела дена воопште да разговарам за ракомет. Ние Пелистер, да ве подсетам, го победивме во Битола, во една пеколна атмосфера, го победивме глатко Пелистер за куп во Охрид, кога ја на неутрален терен, уствари пред битолска публика со битолски суди, го победивме. И кога беше најважно овде, ние не знам од кои причини, за необјасними причини, ние на крај до 55-та минута, до 56-та имавме активен резултат и го изгубивме тој надпревар. Резултатот тоа што го изгубивме надпреварот, прво што направив, бидејќи за мене најголем кривец беше тренерот, клупата, односно стручен штаб, и на крај и играчите. Ете, некако го преболевме тоа, меѓутоа, од друга страна, направивме еден добар потек, спремајќи екипа за Лига на шампиони. Ретко кога Вардар уште у април месец имаше договор со сите играчи. Тие што не ни треба или тие што си сакаат да си отидат, ги пуштивме, обезбедивме на соодветни места квалитетни играчи, така да сум оптимиста, голем оптимиста за наредна година. Целта на екипа повторно ќе биде и мора конечно да се освои после 3 години пост, да се освои прво место во Македонија, да се освои куп, а во Лига на Европа, која секоја година е се појака и појака, кај што сигурно пратите на задни два Final Four на Лига на Европа, имаше по 3 германски екипи, една од страна, сега задни пат беше Порто, претходно Динамо Букуреш, ако грешам некој нека ме коригира. Така да целта ќе биде меѓу 8 Европа во Лига на Европа, прво место во Македонија и куп. Тоа е од накратко резиме од минатата година и што спремаме за идната година. Ќе ви доставиме списоци на екипа да имате за идна година. После таа недела не муаветење за ракомет, почнавме и разговори за нов тренер. Ја морам да ви кажам дека сите Чуку го памтите као една од легенди на Вардар, кој во 2 пати со него освоивме прво место во Европа, а и памтите сигурно на 17-та година по полуфинале на Париж Сен-Жермен во задња секунда му даде гол. Меѓу другото, зашто имавме ние доста комбинации за тренери и од надвор и од дома, што мене ме постигна најповеќе у договор со моите први соработници во клубот, што Чуку уште као играч искажуваше некои тренерски амбиции и сакаше да се наметне, да каже што мисли, како што у тој момент као играч можда и не е окей, меѓутоа он пројавуваше некои амбиции за тренер уште од тогаш. Кога се разидуевме од Вардар, уопште не беше спорно да остане он или да не остане, не беа причина финансиски разлози. Чуко ми побара да после играчка кариера
остане тренер на Вардар, што мене ми дојде малку као шок и други играчи врвни, кои сакале после играчка кариера да продолжат као тренер, сум ги одбивал. Мислам дека секој тренер треба година-две да помине низ некоја пракса као тренер, ќе заврши играчка кариера, па да онда биде тренер. По одење на Милано ми се пројави така идеја, меѓу други тренери кандидати, а морам да ви кажам, имавме со 4-5 сериозни тренери од надвор и со тројца од Македонија. И со еден разговор со него, Чуко, дали сакаш да дојдеш овака да бидеш тренер, трчам одмah, спремен сум да доаѓам. И така се договоривме, он ми кажа некој свој концепт, како што го замишља клубот, зашто он ќе зборува. Чуко е тренер, прв тренер, ние меѓувремено го подпишавме и тренерот на голманите Келентри, зашто имаше по медиуми. Така него му останува за помошник и за кондиционен тренер да се бира по негово находжење. Стојанче Стоилов е икона на Вардар и за него стално има место у Вардар. На која позиција, потом ќе се договараме со него. Значи, јас лично многу го ценам Стоилов. Мислам дека у моментот не е спремен да води екипата, али вратата у Вардар и сега и за Војдина му се стално отворени. Ветил дека ќе бидам кратак, он би му дал збор на новиот тренер на РК Вардар 1967, господин Чупич Иван. Добар ден, поздрав на сите. Ја исто така како председател сам многу задоволен колку многу новинари прати Вардар, што дошли вака велик број. Прво да се заблагодарам на мој клуб Метковиќ, кој излезе у сусретот, кој ми дава шанса прошлата година да водим самостална екипа, да скупljam искуство. Ама кога дојде повик од Вардар, едноставно тој е мој други дом и едноставно не можам нити да одбијам, нити да размислувам да ако се отвори шанса да дојдем како тренер у Вардар. И на клубот и на председател сам многу заблагодарен на овата шанса, сам многу горд, пошто сите повеќе и помалку знаете што на мене значи Вардар, што на мене значи ова сала, што на мене значи Македонија, Скопје, Комити, така да нема да се повторувам на таа приказна. Што могу да ветам е да сам не ја, него сакам да кажем цела моја екипа за следна сезона мора да сме горди, мора да имамо голема одговорност и дека мора да бидеме почашćeni што представljamo овако еден голем клуб као што е Вардар. И со мој новиот стручни стожер сакам да донесем у овај клуб на мои играчи да пренесем ентузијазам, желба, страхопоштовање према големите грбот, односно знамење на овај клуб што представува. И тоа ќе почнеме од првиот ден да сите кои сме у Вардар знаеме дека е Вардар многу поголем клуб од било кој поединац, тук почнемаме од председател, па од најмлаđи играчи. И со голем ентузијазам, со голема желба, сакам да донесемо сите ciljevi што се донесени пред клубот. Ја могу да вам кажем само едно, дека ја и мој стожерот и мојата екипа ќе се понашамо професионално и ќе ставимо Вардар пред себе и да работимо повеќе од сите у Македонија, дека после 3 години се вратимо титула тамо каде е место. Толку. Малце сам пократен. Добро, и нижи си од мене. Така е. Добро, еве, слушнавте излагање од новиот тренер.
Јас му честитам и му посакам многу среќа и со онаа замисла што си ја има да го води така клубот и да оваа година конечно ги исполниме сите три, не поединечно 1-2, сите три цели што сме ги поставиле, да повторам, прваци во Македонија, куп да освоиме и меѓу 8 во Европа. Повелете, кој што има да праша. Повелете. Само представете се. Стеван Заневски екипа. Конкретно споменавте Столе Стрелов. Дали му е понудено да биде помошник на новиот тренер? Дали е воспоставен контакт во тој правец? Или е тоа бар во моментов некој разговор? За кога прашање? За мене? И вие дали сте му понудиле и Михајло како гледа на... Видите, пошто ние фактички со Иван се договоривме пред 2 дена дефинитивно дека тој ќе биде тренер и он веднаш на наш повик дојде овде. Стојанче Столинов е на годишен одмор, не е во Македонија. Кој ќе се врати, ќе се направи разговор со него, а избор на тренерот е дали ќе биде помошник или некоја друга функција ќе има во клубот, ќе се договориме со него. Ја и во уводното излагање кажав, Стојанче Столинов икона на Вардар и него му е врата отворена, а на која позиција, што, како, о том потом. Дали Чупич директно разговарал со Столе од кога ти прати понуд? Зборев со Столе пред 2 дена. Правив муабет, прije свега да кажем да е Столе мој брат, мој другар, мој капетан. Зборев со Столе. Имавме нормален људски, пријателски муабет. И што зборевме, ќе остане меѓу нас, ама Столе е, како што вика председател, икона на клубот и со Столе сигурно ќе се прави муабет за функцијата у клубот. Повелете некој друг? Јас имам едно прашање. Да. До вас. Но Марија представете се. Ковачева, Спортспорт. Добре. Зашто мисли дека Столе во овој момент не е подуткан за да биде прв тренер на Вардар со оглед на тоа, не сакам да те напредувам тебе, ти си исто легенда, да нема сватиш ти погрешно, кога станува збор за 20 тренери со неколку големо искуство во тренерски води. Ако гледаме дека Столе исто собирал некој искуство од претходни тренери кои што исто не се за подценување. Тоа беше не само моја, него и на првите мои соработници, дека за Столе Стрелов уште не е време да превземе екипата. Бидејќи ви кажав, направивме таков состав кој е респектибилен и со кого имаме цели кои ви ги кажам да не се повторам повторно. Таква е проценка, не значи дека не можеме да погрешиме, меѓутоа, најдовме момент сходно дека Иван Чупич е подобро решение од Стојанче Столинов. Дали сте задоволни со одговорот? Да, исто да биде на свој. Марија Петров организира прашање за Чупич, кога откажа дека играчкиот кадар е формиран некаде април месец, може би и некој месец подоцна. Дали има простор и дали имате некој играч што ви треба? Не. Екипа е формирана, екипа е правена на собство клуб, на цели кои су били представени на прошлата и на година. Јас сум многу задоволен со екипа. Сите во екипа, уклучујќи мене и мој стожер, ке смо на проба до јун, да пробаме да оствариме цели. Секој играч кој е у ростер ќе добие шанса, ама до играча е, односно до наш состав, дека изберемо најдобро за целеви кои мора да се остварат. Значи, сега за сега немам никаквих потраживања, не сакам да имам 50 души играчи у клубот. Екипа е добра, екипа има голем квалитет и сега само требамо да работиме добро и да исполниме своји цели, а тоа е пред сега моја работа, така да нови играчи нема да дојдат у клубот. Виктор Христовски од Само Ракомет за Чупич. Прашање.
Седувате на едно, може би, од најжешките столчиња тренерски на Балканот и пошироко покривана во Битола. Свесни сте дека во изминатите 5 години Вардар направи многу измени на тренерска позиција, се сменија доста тренери. Дали тоа ќе ви представува мотивација или одреден притисок да стрепите како ќе завршите сезоната? Притисок е привилегија на спорт, така да немају сите шанса да биду привилегирани да работат у притисак. Така да е тоа за мене голема амбиција и голема шанса дека седнеш на клупа на Вардар, дека направиш нешто големо. Јас сум млад тренер, знам, амбициозан и притисак сваќам као нешто што нема и секој шанса у живот да се бори со притисак. По моја играчка кариера, која е замината и сега тренерска, подобро е да имаш притисок него да се бориш да ништо. А ми овде имамо големи цели и ја при сега сам горд што сум тука и што могу да работим у таква атмосфера, у такав клубот и лига која мора да кажемо да задње 3-4 години скочила не само на Вардар и на Пелистер, и на Алкалоид, сега и на Охрид. Така да притисок е добра ствар. Уште едно кратко прашање за вас. На колку години е договорот вашиот во Вардар? 2 години. 2 години. И само кратко за председател Будикаловски, дали очекуваме зголемување на буџетот на Вардар од следната сезона? Колку ќе ни бидат потребно средства за оваа година, толку ќе обезбедиме. Сега неколку што би сакал да дополнам кратко, ќе добиете овој список, да видите колку сериозно сме пристапиле на избор на играчи. И у договор со Чупич, он ја знаеше, екипата ја прател, знаеше за какви играчи се работи, што ги носиме, и се договоривме, нема нови играчи, нема бркање на стари, додека почнат припремите, после отом потом. Без оглед што сите играчи кои се овде се по договор. Ние на голманска позиција, освен Ферира и Гого што ги имавме, дополниме со Милош Валак, тој е полски репрезентативец, 6 години брани у Килце, млад е 23 години, различен тип на голман од Переира и од Гогов, и кој му бил на ВОВ, најдобри голмани во Европа, константно резерва и го заменувал на некои утакмици со многу успех. На лево крило го донесовме Кеита, тој бил француски репрезентативец, што е најважно, за нас беше концепција на екипа у договор со постоечките тренери, да игра и одбрана, тој игра на халф во одбрана. Лев бек покрај Вуко Бореза со кој продолживме договор и Димитро Корика, што е одличен лев бек. Ние го вративме и Филип Талевски. Филип Талевски само у Вардар играл добро. Кој беше во Германија и сега во Португалија не покажа нешто. Меѓутоа, ние веруваме у него и дека он треба да се врати и да биде меѓу водечки екипи на репрезентација. Не е само цел да дојде у Вардар, него кроз игрите у Вардар да се наметне кај селекторот Кирил Лазаров и да повторно се врати во репрезентација. На седем бек сме го донесе Јаха Малу, што е словеначки репрезентативец, иако сте прателе на Final Four у Словенија и за куп и за првенство, на сите надпревари беше прогласен за MVP, најдобар играч на ова. Никола Боно е аргентински стандарден репрезентативец, исто среден бек. Значи не сме земали играчи колку да земеме, репрезентативци сме донеле, jer и по некои критериуми овде странците треба да бидат подобри играчи, да можат нашите да учат, да се развиваат и да допринесат нормално на клубот за амбициите кои ги има. На десен бек ми имавме Урош Митровиќ, млад надежен десен бек, кој сега на првенство у Полска, што е на Германија, од 7 шута им даде 7 гола. Друг десен бек е Марек Марчињак, исто така полски репрезентативец, кој може да игра и десен бек, а може да игра и десно крило. Десна крила ни се исти, кои не останаа, мисламе дека е сосема доволно. И на пивот,
Уместо Аларов, кој си замина, го донесов Мотикош Кристијан Атанасовски. Мене ме убедува дека е подобар од Аларов, ќе видиме време, че и Виктор Јанковски, кој е полски репрезентативен стандарден и кој игра од два правца. Така да, ова е екипа која е спремена, со господин Чупице менјавме мислење неколку задни дена, кога ги почнавме разговорите да дојде тренер, него му се бенди се екипата, што мене ми е многу драго и нема да носиме сега до сега нови играчи. Дополна на ова што бараме. Повелете некој друг. Кога почнува клубот со подготовки? На 23 се доваѓаат сите јули, да обават лекарски прегледи, сите тестирања што се потребни и од 25 почнуваат припреми. Има и план за припреми, турнири, све е договорено. Може уште едно прашање. Повелете. До сега сите хрватски тренери што дошле во Македонија оприлика направиле добри резултати. Последните беше Черва, пред тоа остали што време. Што би било вака што Иван Чупич го замислува дека е успех што може да го направи со Вардар? Не зборам дека мора да биде оваа година, меѓутоа дека нешто што ќе се цени во Хрватска да се изразам така. Не знам што се цени у Хрватска, знате како е на Балкан. Различита су мислења што е успех, што е неуспех. Ама мене само интересира Вардар, мене само интересира ова екипа, мене само интересира овај тренутак. А време ќе покаже дали за тамо нешто што ќе биде за 5-10 години е многу битно некоме или не. Мене е битно да јас, моја екипа, на собствен и правилен начин представувам овако голем клубот и дека оствариваме цилеве кои су пред нас. А дали некој у Хрватска или некаде друго то цени повеќе и помалку, нисам ја тип на човек кој баш гледа што други мислат, така да Вардар е мој клуб, мој други дом и ја ќе направим све со мој стручен стожер, со моја екипа што е наша моќ, дека собствено праведно презентираме Вардар и да пробаме да пак буде пуна сала, да пак комити дојдат, дека буде како пред некој ден со Пелистер, дека буде шо повеќе таквих напревари, дека град пак живи за Вардар и за клуб и за македонски резултат, ама и за вардарски резултат, дека тој буде на онај најголем или највеќе могучи ниво што можеме овој тренер. Ќе ви дадам поќе една информација. Сигурно пратите од медиуми да сала Расадник во која Вардар почнал своја ракометна кариера се реновира и према ветување на изводувачот на работите и градоначалникот на општина Кисела Вода, ние у септември ќе се преселиме во Расадник. Тамо ќе се тренираме, тамо ќе си имаме своји простори, све што го имаме овде во оваа сала, ќе го имаме тамо и Вардар тамо ќе ги игра преварите од домашно првенство со исклучок на можда Пелистер, Алкало и Тохрид, што ќе се играат во голема сала, во зависност од интерес, значи во Јане Сандански, и сите надпревари во Лига на Европа ќе се играат во Јане Сандански. Значи таму нема да видиме гостини во Расадник, ќе видиме као домашни, нема да имаме ни трошко. За сала, кој у Јане Сандански не се баш мали. Уште едно кратко прашање. Дали тренерот Чупич ќе го вклучите и во работата со младите категории како во времето што беше принципот со Алдон Залез? Дали сте разговарале на таа тема? По многу кратко време имавме да разговараме за све. Он синоќ касно слета, ја има фудбалски сабајле и се најдовме на 15 минути пред пресот. Така да после пресот разговараме и ќе му додаде на во момент. Таква некоја слична работа ја правив и у Метковиќ, као координатор на омладински погон и главниот тренер на сениорски погон, така да тоа не е ништо ново, али колку знаем, ми имамо спортски директор Надовски,
koji je isto uključen u koordinator za omladinski pogon, tako da moje mišljenje je na ta tema da i novio stožer i pomoćnik na trener i kondicioni trener, trenera vratari i tako ja kao glavni trener treba što više da smo uključeni u neka koordinacija, u neka rabota, u neko svoje vreme da smo uključeni u rabota s omladinski pogon. Normalno da ne možemo tamo da mi nešto odlučujemo, pošto ima tamo neka svoja hijerarhija, ma treba da smo uključeni u omladinci, pošto na Balkan nismo mi zapad, na Balkan je to ne samo u Makedonija, nego u Hrvatska. Mnogo pobitno je otrgnuti rezultat kako ke se raboti su mladi, kako ke mi prezentiramo i kako mi ke razvijamo omladinski igrači. To je ovaka ono što ja razmislujem kako opšto kako trenera. Сега kako hijerarhijski to funkcionira u Vardar, to nije samo moja odluka, ima tu ljudi koji su involvirani u klub, od koji sigurno ke donesat prave odluke u pravo vreme. Не се устучавајте, молам ако имате друго прашање, не се гледаме баш многу често така да повед. Иван Димовски, голмак, спомна Чукич да Недановски добива нова функција во клуб? Па тоа ќе разговараме. Он е у моментот координатор на сите млади категории. Значи сега посериозно тоа го сваќаме и ставивме акцена да имаме и пионери, и кадети, и младинци. Имаме сите три екипи. Више господин Недановски обезбеди уште додатно играчи за тие три селекции, значи сериозно ќе обрнеме внимание, затоа што мораме да ствараме и свој кадар. Дали ќе биде спортски директор или не, у септември ќе донесеме одлука. Господине Михайловски, што значи јас знам и се познаваме од времето уште кога јас играв во женскиот ракометен клуб, ми бевте председател. Што значи од емотивен аспект враќањето на Вардар во Расадник за вас лично, така како емоција во таму беше она првото достигнување ваше, после тоа и се разбира се понатаму што следеше. Така емотивно, како го доживувате враќањето во Расадник? Па, знаете што, јас кога се објави и ме поканија од влада да дојдам на старт за реновирање на Расадник, малтене као да солзи ми потекува на очи, бидејќи дел од моја младост поминала и тамо ние Горанче ме пости до 13 години, 15 колку игравме во Расадник. Да, игравме и дадов тамо некоја изјава за медиум дека ова е изазов, емоции се враќаат од почеток на Вардар и дека со задоволство прифативме да градоначалник премиерот кажа Вардар ќе се смести, овде ќе биде као дома и така да. Така да има мржови спомени, меѓутоа друго и од практична гледна точка. Македонска лига таму е капацитет 1300 гледачи. Македонска лига 8 со Перисе, Алкалит и евентуално Зајатман, Охрид за оваа година. Нема да имаме потреба да играме во големата овде у Јанин Сандански. Така да добро че ни дојде, се спои практично, корисно и добро за нас, за Вардар. Со среќа нека. Хвала. Ајде не биде женско последно со прашање, ајде машки правите се прашање за уште нешто. Ама женскиот спорт секојаш е последен прашање. Држи и ова председателе. Држи ова забелешка. Женскиот спорт последен дека или? Не е последен сега. Зависи кој е газда се. Значи последен. Не, да ве подсетам дека не е последен. Дека нема друго прашање, само да кажам ситуацијава. Ќе се постави сам. Одавна се сеќавам, поменував господин Јанок председател на Федерација, Трифун Костовски председател. Он си гледаше женски ракомет, јамашки, он поднесе оставка и 2008, мислам, ние организирахме овде првенство, кај што имавме најдобри пласман на 7-мо место на светот и другата година 8 во Европа. Што значи од тоа мое време кога сум се инволвирал као раководни структури од Ракометна Федерација на Македонија,
Многу се грижат и женските има невидени одлични резултати. Така да не е на последно место. Не е за последно место женски кандидат. Добро, така не да За жена кандидат. Така не да У модерно време. не праша. Зависи дали се осеќа како како. Да. Само малку към. Може сега. Може да се Закон.